Добар ден на сите! Овде сме во паркот на Делчево и започнува проектот за Ден на водата, кој што го организира Метод Димитарски Брицо во соработка со основните општински училишта Банчо Прки и Климент Охридски. Целта на овој проект пред се да се подигне еколошката свест, но секако и да се подобри соработката со основните училишта и средното општинско училиште. Тука, како што може да видите, имаме веќе гости од основните училишта, додека на штандовите по предметите од природните науки имаме ученици од средните општински училишта кои во тимови презентираат работи секој на својата тема. Можеме да видиме експерименти, наблюдувања, истражувања, но и забавни игри како што се игрите по географија. Се надеваме дека овој настан ќе биде успешен како што започнува и се надеваме дека ќе уживате. Што има на вашиот штанд денес? На нашиот штанд имаме, ние презентираме за аномалија на водата. Ова тука е опоен лед, тука ова е обичен лед, сега затоа што ледот фактички се објаснува дека кога замрзнат езерата и водата во езерата, дека ледот оди на површината, а водата во езерата надолу останува иста, затоа останува и животинскиот свет кој што се наоѓа на дното на земјата останува жив и не замрзнува. Хвала ти. А денес на нашиот штанд што може да забележиме? Имаме метод со кој може да се измери певна вредноста на растворите, на вода од чешма, на изврска вода и на пролив вода. И со помош на овој експеримент ќе знаеме дека пролив водата ствари најдобра за пиење. А изврската вода е полоша од водата од чешмата, значи и водата од чешмата треба повеќе да се пие од изврската вода. Што денес може да забележиме на вашиот штанд? На нашиот штанд, штандот по биологија, може да забележите 3 микроскопи. На првиот микроскоп можеме да видиме пресек на корен од папарат, на вториот микроскоп можеме да видиме пресек на алга, односно една од многуте алги кои што ја населуваат реката Брегалница, и на третиот можеме да видиме пресек на стебла. На овој штанд исто така ние научениците ќе им објасниме за биодиверзитетот на реката Брегалница, кои алги и кои видови на микроорганизми ја населуваат, така што тие може да запознаат подобро понатаму во нивното изучување на предметот по биологија. Благодариме. Што денес забележуваме на вашиот штанд? Овде сме на штандот по биологија и имаме представено како преку само една салфетка, едната течност од едниот сад ќе се префрли во другиот без претурање, а во другото имаме ексфактант, тоа е сапунот, и како преку ставање на прстот во биберот, суфокантот нема да се залепат микробите за Тука имаме експеримент каде што во течност, обојана течност ставаме бели цвечиња и по некое време цветовите кои седат во течноста ќе ја попримат бојата. А тука имаме почистување на заматена загадена вода, имаме слој од памук, слој од песок, по ситни каменчиња и покрупни каменчиња. Тука се става загадената вода и загадената вода се прочистува и добиваме прочистена вода. Благодариме. Што денес забележуваме на вашиот штанд? Нашиот штанд е по биологија и овде имаме 4 експерименти, од кои што едниот е каде што во вода се раствараат некои субстанции. Имаме 2 цврсти субстанции, 2 течни, од кои што 2 се раствараат и 2 не. Вториот експеримент се растенија во пластична кеса и овде со процес на транспирација се покажало како тие ослободуваат водата од нивните листови. Во третиот експеримент можеме да видиме дека имаме компонент во чашки и вода. Во првите чашки имаме обична вода. Овде компонентот е веќе тврд и тој ќе остане тврд бидејќи во обична вода тој не може да омекне бидејќи во него ќе се напие повеќе вода. Овде во другите чашки имаме сол и бидејќи солта помага за систисна водата од конфирот ќе омекне. Во четвртата, овде сакаме да кажеме дека во растењето на семењата овде главен процес е водата, бидејќи водата е потrebна за да семето почне да расте и да не пробам с него. Благодариме. Што денес забележуваме на вашиот штанд? Ова е штанд по географија. Ние преку една интересна игра сакаме да ги научиме децата за морињата, за реките, за езерата во светот и преку интересна игра, преку играње риски, менојчки и други игри, ги учиме децата како да за морињата и водата на светот. рамки на овој настан имаме друг интересен експеримент, па да погледнеме за што станува збор.
Сега ние во нашата река Брегалница ќе пуштиме хартиени бродчиња и ќе измериме брзината со која тие ќе се движат. Значи на растојание од 10 метри ќе измериме на колку секунди ќе го помине тоа растојание и така ќе ја дознаеме брзината на бродчето со која се движи. Ајде. Колку? 15. И сега 10 без 15 колку е? Заклучок ни е дека прочито за 15 секунди измина пат од 10 метри. Да, така е. Тоа што значи колку ќе стигне во реката Вардар? Па сега немаме точни пресметки, ама ќе видиме, ќе ни известат од таму. Знаеш ли која е pH вредностен индикатор? pH вредностен индикатор е 7. Во првата епрувета има лимон, во втората е оцет, третата е сода бикарбона и четвртата е течен детергент. Значи кога се додаде од индикаторот во сите 4 субстанции, тие ја менуваа бојата поради нивната pH вредност. Розово или црвено обивањето на киселините, бидејќи нивната pH вредност е помала од 7, односно конкретно за лимоно е 2. Тука pH вредноста на содата бикарбона е 8,5, па поради това е слабо сино обојување, поради това што течниот детергент има pH вредност од 9 до 12. Здраво, денеска сме тука со дали ще едеш вода во сохранение живот и како? Дали ще една вода во сохранение на живот, на тој начин што додека си имам моите заби на вечер и ја исклучувам чешмата за да не потрошам безпотребна вода. Здраво, денеска сме тука со Теона. Дали ще едиш вода во секојдневниот живот и како? Да, ще едам со тоа што нема да ја пуштам до крај водата. Јована Петровска. Што прво ти ваѓа на памет кога слушаш дел на водата? Па, чиста вода, покревање на еколошка свест, добро искористување на водата да не се упropastува за потреба и тоа е. Благодарам. Здраво на сите, тука сме со Павел Салдеровски. Што ти паѓа прво на памет кога слушаш денот? Па дека прво треба да ја чуваме сите природата и водата, дека не треба да ја уништуваме, не треба да ја загадуваме, а никој тоа не го цени и сите едноставно многу тоа не му дава доволно почит на водата за тоа колку е таа потребна ствари. Благодарам. Здраво на сите, денеска сме тука со Клаудија. И сакаме да ја прашаме што прво и падне на ум кога слушне дел на водата. Епа, водата е означува живот, ние сме дел од водата, водата е дел од нас, водата треба да се штити. Добар ден, денеска сме тука со професорка по биологија во Средното училиште во Делчево, Марија Чотарска. Професорке, да ве прашаме, што за вас значи водата во секојдневниот живот? Пред се, јас би сакала да кажам дека биологијата ни е основна од биолошки аспект, кај нас знаеме дека растенијата мора да, за да растат, на нас пред се ни е основна водата да ни изратат растенијата, основна како главен фактор, бидејќи кај нас пред се човекот е 70% составен од вода, не само човекот, сите организми. Секојдневниот живот основно ни е водата, дека мораме да ја пиеме за да не дехидрираат нашите организми. И така натаму и така натаму. Добро. Ај, може ли